Ристо Ставревски ќе биде началник на Скопската полиција. За ваквата одлука не е потребен втор подпис, односно параф на дополнителната заменичка Петровска до оној на Чулев, објаснуваат од Државната изборна комисија. Образложението уследи откако членовите што ја сочинуваат комисијата едногласно се прогласија за ненадлежни да даваат мислење за кадровски решенија што не се директно поврзани со изборите. Ние во овој случај немаме надлежност затоа што ова прашање не се однесува на организација и спроведување на изборите. Тие именувања не подлежат на активностите што се утврдени во членовите 46, 48 и понатаму. 47 кои што се однесуваат на организација на изборите. Значи, тие другите понатаму акти сите се со врзан подпис. Ова е надлежност на министерот. По констатираната ненадлежност на ДИК, министерот Чулев во телефонски разговор за Алфа појаснува, оти морал да побара мислење од комисијата со цел да стави крај на различните толкувања. Според него, спротивставувањето на дополнителната заменичка е политички мотивирано. Одлуката за Ристо Ставревски е валидна, во неја нема ништо спорно. Назначувам началник со сите безбедносни сертификати и чисто работно досие. Против него не се водат дисциплински постапки. Побарав мислење од Државната изборна комисија, бидејќи не постои друг начин да се стави крај на политички мотивираните ставови, за кои нема правна основа. А дополнителната заменичка Петровска засега останува без коментар за одлуката и појаснувањето на Државната комисија. Но се уште останува на ставот дека Ставревски не треба да биде назначен на раководна позиција во Министерството за внатрешни работи. Според законот за влада, техничкиот министер за внатрешни работи има право да направи смени на 15 раководни позиции. Досега се направени 12.